Сите принципи за кои што зборував досега се однесуваат на позицијата на бизнисот во една современа демократска држава. Денеска може да бидат потврдени и во разговорот со нашиот прв соговорник, доктор Драгана Чифлиганец, која што е представник на помладата генерација и се наоѓа на подпредседателското место во Стопанската комора на Северна Македонија, како представник на нејзината матична фирма Адора, која што со своите резултати во последните 20 години е за респект и почит. Драгана не е само добар бизнисмен, она е и добар човек, она е општествено активен човек, секогаш со своји идеи. Моментално бизнисот го остварува надвор од границите на нашата држава, во соседна Грција, и таму успешно настапува. Така да сите оние работи позитивни за кои што сакаме да ја посветиме оваа емисија, да дадеме поттик на младите луѓе, се задржани во нејзината личност. Така да мислам дека ќе имаме добар старт, добра потврда на сите оние заложби за бизнисот како цел кој сакаме да го постигнеме, а кој што ќе донесе просперитет и за државата, и за нас, и за граѓаните. Почитувани гледачи, Бизнис клуб продолжува понатака. Со нас вечерва е доктор Драгана Чифлиганец. Која докториравте? Во 2013 година на правниот факултет овде во Македонија. На која тема? Темата управување со мали и средни предпријатија. И имаше примена? Секогаш може да се најде примена, но во пракса треба најмногу да се, ако сакате да се применува, да се насочите кон образованието. Јас сум научена повеќе кон праксата и кон бизнисот. Многу луѓе, ако ги прашаат, ќе кажат Драгана Чифлиганец Адора. Што значи тоа? Нека синоним за Адора, некако и лице на јавноста во последните неколку години сум јас. Мене, ако ме прашате за Адора и за нејзините успеси, некако ми иде во глава таа акцијата што ја направивте со Институтот за сеизмологија. Да, точно. Некако остана тоа. Чија идеја беше тоа? Морам да признам дека јас тоа бев многу скептик и исплашена затоа што бев многу млада. Тоа беше еден храбар проток на мојот татко. Заедно со професор Гаревски направија нешто иновативно, ново за пазарот, затоа што во Македонија реално И фактички се гради квалитетно. Гледа со свој во тоа време имаше еден лоша клима дека новите градби не се толку квалитетни како старите. Старите станови има повисока цена од новите, кој што немаше логика. И моравме некако да ги увериме клиентите дека тоа што во моментот се гради како квалитет е стабилно и сигурно. Твојот татко беше икона на Радовиш во низа работи, како човек и се уште. Не сега го гледаме на едно друго ниво и во бизнес и во Србија, и во Македонија, и во Грција. Тоа мислам дека е нормално и постепено такво развивање. Можда и ќе се прошири и понатака. Меѓутоа, он покрај работата остави сериозни напишани книги кои зборуваат за неговиот развој, бидејќи јас се сеќавам дека он беше еден од помладите луѓе кои ги оствари сите своји успеси. Млад доктор на наука, професор на универзитет, директор на рудник и така натаму, ми се чини и градоначалник или пратеник и така натаму, така да. Што Драгана научи од својот родител? Од мојот родител и од двајцата мои родители, од мајка ми има многу што да се учи. Со татко ми како неговиот развој, јас бев многу мала и растев со него секојдневие. Значи, од настаните до процесите, како се градеше Радовиш, фабриката Готмак, Радовиш, кога се изгради, јас бев целосно вклучена во тој процес со него. И мислам дека доста ми користеше, но како човек од него можеш да научиш дека само дисциплина и многу работа може кон успех. Он не признава брзи успеси и лесни пари. Така да Значи, тоа е таа премиса која што може да се извлече од се ова успешно што е досега во животот. Дисциплина и напорна работа до успех. Друга формула за нас како компанија не постои. Кој го предложиме тоа Адора? Адора датира од многу одамна. Да. Значи, во 90-тите години мојата мајка ми започната со фармација
Дора фармација, потоа станува Дора инженеринг. Инаку кога требало Готмак Радовиш да се бира, имаше 3 опции, дали Готмак Радовиш ќе се вика, Дора и не знам третото име како беше, затоа што Дора значи златна линија на убавината. Како земја, да? А Дора значи златна линија на убавината. Златна И тогаш линија на убавината. се произведуваше злато во Радовиш и тоа беше една од опциите дека Дора ќе се вика фабриката во Радовиш, но тогаш се изгласа да се да се вика фабриката Готмак Радовиш, македонско злато, и така остана, а Дора не применето име, и кога се почна со бизнис, Али ето се искачи на пиедесталот таму каде што треба, така. во градежништвото. Својот работен век го започна надвор од собствената фирма. Зошто? Од каде тоа? Не знам, пишува така во книгата наша по повод 100 години. Представник за продажба на Акрон. Не, тоа беше едно искуство додека студирав. Добро. Не, значи тоа беше за време Значи на не бил работен однос, него бил ангажман. Тоа беше ангажман, значи за време на моите студии во Грција, како на мастер имав до само неколку дена часови, другите ми беа слободни. И македонските фирми сака да се дел од македонските фирми сака да се представат на грчкиот пазар, бидејќи имав познавање од грчкиот јазик и решив да помогнам на Акрон компанијата во Грција на тој саем, така тоа беше едно од моите први искуства, но во тој период исто помагав и на факултетот Шефилд во Грција, кога и треба некој парт-тајм ангажмани. Значи точен податок. Потатокот, ама не е редовен однос, туку е тоа како проект, можам да кажам, што за мене како млада личност беше од големо значење да видиш како е една компанија, мала компанија, од тој ранг сака да се прошири надвор од своите држави. А како, дали е точен податокот, или 2016 станавте извршен директор на Дора? За мене функцијата никогаш не е била битна кога сум станала и како сум станала. Значи, тоа секогаш го кажувам, како да ме представите, секогаш вела можете слободно ко потрчка, затоа што сите работи ги трчиш ти така, дали си извршен директор, дали си маркетинг директор, која си, можам да кажам, во врвот на компанијата, сите работи мора да поменат преку тебе, така да функцијата не е битна. За мене не е битна. Добро. И сега, како една млада дама се најде на чело на градежна фирма? Со многу работа. Почнав 2007 година, кога беше економската криза во светот, кај што имавме големи предизвици, цела Европа цените паѓа, фирми се затвара, ние почнувавме нови објекти во Скопје, но за среќа Македонија цело време во криза, па ние сме научени, така таа 2007-2008 година беше клучен момент за да не престанеме, иако не убедува дел од банките да престанеме, бидејќи ќе пропаднеме ако продолжиме со нашите објекти. Ние храбро во тој момент продолживме без нивните сугестии да ги слушаме, и тој беше клучниот момент кога Дора отиде со поголем раст. Јас се сеќавам на таа година дека барав млади бизнисмени кои што ќе освежа Стопанската комора, и најдов на 10 такви кои ги промовирав. Едно од нив бевте и вие. И тој развоен пат ваш придонесе да се создаде една екипа која после стана и подпредседател на Стопанската комора и делува како едно тело и еден организам. И тоа и денеска продолжува. Кога Драгана Цвифлиганец излезе во јавност? Јас сум присутна многу време во јавноста, затоа што таков не е бизнисот, но последните години верувам дека имам сменето некое мислење дека во јавноста не е толку добро често да бидеш присутен, затоа што за жал во Македонија климата на успешни луѓе не се поддржува. И успехот не може да ти го простат, и затоа мислам дека Треба да се седи настрана. Не треба да се седи настрана, но треба што да се, ако можеш некаде да помогнеш, да направиш некаде придобивка, да, но по секоја цена да бидеш во јавноста не би се. Но тука има и некои нормативни работи кои што одат во прилог на нерегулирањето на пазарот со медиумите, кои што може и носи штета на бизнис. Тоа точно. Така е. Така е, тоа Така е. нашата заложба беше секогаш да ние
се донесе, односно порталите потпаднат имаат своји импресуми потпаднат како трговски друштва под законот, за да можеш да ги тужиш. Треба да си има слобода на говорот, јас сум прва за тоа, но треба да си има некој критериум, треба да си има некој морал, треба пред се, и најбитно од се за мене во јавноста што треба да се промовира, треба да се промовираат позитивни приказни и позитивни идеи ако сакаме да општеството диде просперитет. Ево, тоа го правиме сега. Да, точно така. Инаку со црна хроника не може никој денот да му почне убаво со црна хроника. Во стратегијата на Стопанската комора првото прашање кое што е како приоритетно е борбата против корупцијата. Корупцијата некако се врзува најмногу и за градежниот бизнис каде што делувате и вие. Има ли Македонија стратегија за тоа? За жал, мислам дека во Македонија треба да се направи национална стратегија на неколку полиња. Една од полињата е корупцијата, но второ е исто национална стратегија, независно значи дали една или друга политичка партија на вас, треба да се има национална стратегија што ќе биде минимум 10 до 20 години. Без разлика која политичка партија ќе доаѓа на власт. Затоа национална, кој ќе се седне на маса, ќе се договорат сите политички партии и после нивниот циклус дека ќе се продолжи со истата. Тоа мислам дека треба да се направи во однос на корупцијата, но и во однос на образованието, бидејќи образованието е исто клучен фактор за развојот на една економија. Ако не ги фатиме работите од почеток, потоа на крај не може да се искоренат. Во однос на корупцијата не верувам дека е само во градежништвото, тоа е на сите полиња. Апсолутно. Во градежништвото, за жал, јас можам го имам последните години чувството дека оваа држава за некој мајка, за некој маќа. И тоа треба да се елиминира. Може и тоа не поттикна да отидеме и во Србија и во Грција, бидејќи видовме дека во оваа држава за едни важат законите, за други не важат законите. Те боли како македонец. А дали има такви примери и таму и таму? И во Грција и во Србија? Секаде има такви примери, не викам не. Али во нашата држава те боли кога си локалец, кога си домашен, кога плаќаш, значи градежништвото е на гранка која има 76 подгранки, која има голем развој, значи 76 поддејности и заедно се развиваат со градежништвото. Значи треба за градежништвото да се знае дека не е за поединци, ако имаат коруптивни дејства, не значи дека тоа е целата јавност и целата фела. Значи, свуда има будала, али код нас е никова централа. Така викаат. Мене ми е искрено многу жал за тоа што во Македонија поединци кои се најкорумпирани и најголеми во тој дел не се санкционираат и за нив не важат законите. За другите повеќе домашните компании, тие што се секогаш транспарентни и ударни, што секогаш вложуваат во македонското општество, тие се секогаш на тапет на критика и на тоа. Ако све ова што го работите, што го работиме заедно, што го работат сите граѓани на Македонија и сите што сакаат просперитет, би се извлекло најгорливиот проблем, она што прво треба да се разреши, што е општествениот амбиент. Што е тоа што нас би не довело, односно компаниите во позиција по она што јас го слушам и она го работиме во комората, тоа се прашањата за повлекување на своите надлежности на јавниот сектор, приватниот сектор и на нивна меѓусебна комуникација на највисоко професионално ниво. Тоа мора да биде на точно највисоко ниво, но треба и да се практикува. Значи на највисоко ниво ќе се завршат работите и потоа надоле нема сукцесивно да се имплементираат. Значи проблемот на имплементацијата е најгорливиот проблем. Да, кај нас постојат закони. Добро. Не се применуваат. Тоа е, ќе го споменам законот за финансиска дисциплина. Да. Значи тоа е еден клучен момент кај што најголем проблем на македонската економија е ликвидноста. Така. Ликвидноста со финансиска дисциплина не може да не се реши. Значи финансиската дисциплина треба да важи за сите. Кога велам за сите, велам и за државните претпријатија, бидејќи тие се најголемиот должник према приватниот сектор. Јавните фирми. Приватните меѓу себе некако си помагаат, знаат како се, но државните компании тоа чувство го немаат.
Ако сакаме да се намали корупцијата во тој дел, мора да имаме да се имплементира финансиската дисциплина. Зошто го велам тоа? Не може службеникот, ако има доспеана фактура некоја, после тоа да земе да плати друга фактура со понов датум. Значи мора да има одговорност. Да се има ред. Да се има ред. Ако се има ред и ако се има имплементација, повторно ќе го нагласам тоа, е битно и ќе се намали корупцијата, али треба да има некој да сноси одговорност. Зошто некоја фактура да седи во некое државно предпријатие година и по две? И да не се плаќа. И да не се плаќа. За да се плати, знае што треба да се направи. Да. Значи во тој дел примената на финансиската дисциплина и одговорноста на тие позиции, ако не се применува финансиската дисциплина, треба да биде навистина од некаде да се почне во тој дел да се имплементира повеќе, бидејќи знаеме, ако го тужиш, тоа ќе оди 5 години. Една мала и средно предпријатие не може 5 години да чека на суд да се завршат тие работи. Така да тоа се едни врзани садови едно со друго, што е многу поврзано. Али во суштина, значи, ако се издвои нешто што е, да речам, императив, над сите императиви за решавање имплементацијата. Да, точно. Затоа што имаме ние закони за градежништво за све. Имаме е-дозвола, таа е-дозвола е многу добро поставена, направена со некои мали модификации. Но моментот кај што ако не се имплементира, никој не носи реперкусии. Тоа е проблемот кај нас. Си размислували ли ти како може најдобро да се имплементира имплементацијата кај нас? Тоа е многу сложен процес. Да беше лесно до сега Ќе беше решено. Ќе беше решено, но мора од некаде да се почне. Мислам дека на бизнисот, не мислам, сигурно сум уверена во тоа, дека и требаат брзи решенија и брзи одлуки. За нешто да профункционира, мора прво да профункционира правниот систем. Значи правосудството. Правосудството во многу европски држави, можам да кажам и во најстарите европски држави, не функционира така идеално како ние што си мислиме дека надвор све е идеално и добро, но треба да видиме тој што е во тој дел што ќе биде задолжен за судски реформи и све тоа, да види добри примери надвор во светот, не да се копира, да се види кои се поентите и да се адаптира на македонското правосудство. Затоа што без брзо решение и брзи одлуки на македонското правосудство во делот на бизнис секторот, ние не можеме да очекуваме дека економијата може да расте. Затоа што, извинете, ама јас се уште сакам да верувам дека во Македонија владее правото. Но сведок сум на последните неколку години дека поединци се над правото. И што ти, значи, си инвестирал, си правил, си направил све бизнис план во одредени поединци, ти ако ги тужиш, тоа ќе помине 5 години. За 5 години бизнисот не ти трпи. Значи, бизнисот поише од 3 месеца не трпи, затоа што банките ќе сакаат да си наплатат вработените. Тоа е еден голем ланец што... Ние напишаме во декларацијата наша по повод 100 годишнината дека прашањето на политизацијата и на партизацијата на се и се што во државата да ја доведе во прашање нејзиниот опстанок. И заради тоа баравме енергична акција и на државата да се средат тие работи. Следувањето на тие работи и јас, и вие, и сите знаат дека не може да оди лесно и дека не може да оди брзо. И мислам честно и поштено да тоа се излезе и се каже и се направи една агенда по која што ќе се оди и како што рековте вие со еден консензус кој што без разлика кој ќе се менува на власт, тоа мора да се направи. Нема друга алтернатива. Не е спорно да се менуваат раководни функции, да се менуваат директори и све тоа. Тоа е некој нормален процес, можам да кажам. Но све тоа која има стручност, иако важат правилата за сите. Значи, ако дали ќе биде Драгана, дали ќе биде Бранко, ако е соодветен, стручен за таа позиција, за носење на такви одлуки, да се имплементира повторно тоа, нема да има никаков проблем. Веќе доаѓаме до прашање во Македонија дека без да се јавиш, ние на работа не може да биде завршена.
Три се според оние анкети што ги правиме во комората, клучни диспаритети на македонската економија во моментот. Едната ја кажавме, таа е последната, дека мора да постои континуитет во спроведувањето на законите, без разлика на изборите и власта кој се менува. Втората е односот меѓу активното и издржаваното население, затоа што тој однос не може веќе така повеќе да остане. Да. И првото е односот меѓу капиталот и трудот. Работниците мислат дека се малку платени, а газдите тврдат дека се во извршувањето на работите неефикасни. Јас сум секогаш да се слушне гласот на вработениот, секогаш сум за тоа, и на работникот, и верувам дека меѓусебен диалог е потребно за тоа. Но најбитен момент во Македонија е продуктивност. Секој странец кој ќе дојде во Македонија се жали на продуктивност. Значи, немаме проблем да се плати повеќе. Имаме проблем дали ќе се сработи повеќе. Имаме и друг проблем. На една трибина на која што бев сега пред 2 месеци, со мене беа и директорот на НЛБ, директорот на Кроација осигурување, директорот на НЕЛТ и на ВЕР. Сите се изјасна на прашањето од модераторот дека кога ги покачиле личните примања, продуктивноста опаднала наместо да порасне. Тоа е интересен податок. И за анализа. Зошто кога ние тврдиме дека во капиталистичките услови на работење треба да се стимулираат луѓето само со пари, не со други погодности, ти го правиш тоа, продуктивноста паѓа. Повторно ги кажам, значи тоа е еден скоп кој што треба да се работи многу во јавноста, затоа што јас имам примери од колеги што се од Холандија, работи од дома. Се среќаваме и она работи во Грција заедно со мене, ми вика Драга на мене за ланч време ми е, за ручек време, меѓу 1 и 1,5. Она работи од дома месец дена и сепак го почитува тоа работното време од 1 до 1,5. Тоа кај нас никогаш не го почитува. Никогаш нема да се деси тоа. И во приватните фирми. И во приватните. Значи, ако се работи од дома и од све тоа, иако се покажа моделот за време на короната, дека работа од дома е попродуктивна отколку работа во канцеларија. Мора да кај нас некако да се јас сум секогаш дека треба во делот на работниците да бидат заштитени, да имаат некоја сигурност и све тоа. Но од друга страна треба да биде заштитени фирмата, компанијата. Ако не е заштитена фирмата, нема да работат работниците. Моментално законот вели дека 30 дена откан за рок. Ти за еден инженер што го планираш за некој голем проект, 30 дена откан за рок, што е тоа? Иако вие сите ние имаме некои интерни договори што ќе се договараме 3 месеци, 6 месеци однапред или после завршетокот на некој проект. Законот вели 30 дена. Све друго паѓа во вода. Значи со такви некои решенија треба вин-вин ситуација за двете страни, не може само едната страна да биде заштитена. Во периодот во кој што работиме заедно во комората, многу пати сме разговарали, сме констатирали дека односите со јавниот сектор не се поставени така како што треба и да правиме план со кој што со сегашната влада треба да договориме, односно договоривме 4-5 фази на наше учество во стварањето на легислативата која ќе биде од интерес за бизнисот. Мислите ли тоа дека може да се спроведе? Ако не пробаме, нема да знаеме. Дојдеме сме до фаза кај што мораме да почнеме да спроведуваме. Значи, мора да се почне со имплементација. Мора да се најде механизам како ќе почне веќе да се функционира, затоа што навистина изминатите години поминавме многу и ковид кризата и ова, значи ова сега дополнително прашањето со што не ни се отворија многу европски фондови и тоа е голем проблем затоа што македонската економија искрено се надеваше на тие фондови дека ќе бидат. Значи све тоа придонесува за дека мораме да направиме многу други чекори што не ни биле планирани за да го фатиме време во 63-та година британскиот премиер Вилсон
изјави подобро да имаме бизнис заедницата како партнер при создавањето на законите, него како противник при имплементирањето. Така е. Тоа некој го кажа у 63-та, не 24-та сега. Не можеме да го сватиме. Тоа е златно правило, што ја викам, треба да видиме кои се успешни приказни, не мора околните земји, некои подалечни земји, и да ги примениме кај нас, да ги адаптираме и да ги примениме. Исто што, например, нас што не натера да излеземе надвор од Македонија. Кога се стави мораториумот на градежништвото, како вегал? Ако можноста да не закучи кој на твоја врата, изгради ја ти вратата. Така е. Така да мораме и ние, како бизнис сектор и секој поединец наш, не може ние секој само државата да не ја крие. Да. Значи тука се и граѓаните и младите луѓе, значи јас кај И младите... тука има клучно прашање. Кај младите луѓе јас гледам како да кажам, дел од младите луѓе, да, многу мал дел се фокусираат, учат како, значи, онлайн бизниси, некои да почнат сами да создаваат, да прават, ама поголемиот број од млади луѓе смарт телефоните ги користат само за социјални мрежи, без продуктивност, без учење, без да се надградуваат. Значи, тоа е нешто што мора да се смени од најмали нозе, значи од Да почне образованието. едукацијата од самиот Од старт. образованието, значи овие програмите што се со образованието, со размена на студенти, Еразмус, значи и други такви програми, затоа што мислам дека единствено како народ можеме кога ќе излеземе надвор да видиме како функционира некое општество, кога ќе се вратиме, ќе сакаме и ние така да функционираме. Така. Драгана, колку земји си била во светот? 69, мислам. 69. 60. Споредуваш ли? Не Кога ќе знам. одиш таму, споредуваш нивното функционирање со нашето, или го користи само за туристички цели? Јас секое мое патување гледам од многу аспекти, значи од многу аспекти. Последно бев во Занзибар, како сиромашна земја, и сватив дека во најсиромашната земја во некои моменти имаат поголеми дисциплина и ред отколку кај нас. Бевме на посета на едно селско училиште, така беа воспитани, направени, облечени со дрес-кодови, да ти е мера и да ги гледаш. А условите никакви. Значи, кај нас такви услови мислам дека немало пред 100 години. Значи, од најсиромашните земји има, гледаш некој област дека се подобри од нас. Од нас. Во делот на туризмот. Значи, има работи кои што јас тоа ми е најмногу жал. Значи, Македонија се оди назад. И тоа се многу луѓе го имаат констатирано. Значи, еве ќе почнам од моето родно Радовиш. Во Радовиш имало амбуланта за оддел за новороденчиња и све тоа. Сега ништо нема. Или во Штип или во Струмица се оди. Значи, суд во Радовиш исто све е префрлено во Штип или Струмица. Значи, одиме само назад, не одиме напред. Од овие 69 земји што ги споменуваш, во делот на овие проблеми за кои што разговараме кај нас, кој има најдобро решение? Речеме, на прашањето на функционирањето на правната држава. За да видиш дали функционира правната држава, треба да да се работиш. сочиш. Така е. Треба да работиш. Или да имаш партнери кои ќе ти кажат. Да. Ти сигурно контактира со нив. Контактирам Да. и последната посета во Париз, некој подакоток кој што ми кажа за Јапонија се изненадив, затоа што за мене Јапонија беше врвот на перфекционистот и све тоа. Но таму нивниот искуство од една француска компанија за еден судски спор во Јапонија го покажува спротивното. Значи, додека не се соочи со тоа, од надвор секаде изгледа подобро, но не можам Значи да го видиш, треба да го почувствуваш на своја кожа, за да можеш да го споредиш. Да, затоа што таму све функционира како што треба, но додека не дојдеш во делот на твој домен лично да се засегнат, не можеш да знаеш точно како. Сега добијаш прашање од типот прецизно и јасно, кои се трите основни работи што можат да направат преокрет во нашава ситуација. На што би дала приоритет? Сега во момент. Како Економски, да. Економијата повторно ќе се наврта. Првин треба образованието, за да има импакт по долгорочно во економијата.
Во економијата ликвидноста е заедно со финансиската дисциплина, што треба да се имплементира, да се најде начин, ама брзо, да се најде начин тоа да се реши и да се сноси одговорност ако тоа не се применува. И сивата економија. Сивата економија е нешто што мора да се седне на маса, да се направат и да нема отстапки. Ако треба да ги од надвор да донесеме, што ќе помогнат во тој дел. Плаќа ли вашата компанија или е невозможена со неможност да ги наплати своите побарувања од државните институции, да не може да плати на своите партнери? Лично Адора на многу малце работи со државата, иако сега последната некоја година со енергетиката имавме директно соработка, но да, точно, дека државата е најголем должник на многу наши партнери и делови соработници што работат и нивната ликвидност. Тоа е поентата. Ако таму почне ланецот да се све ќе се откупи. Ќе се отвори све. Да. И све ќе се реши, затоа што и верувам дека многу компании имаат пропаднато од самото неимплементација, не спроведувањето на почитувањето на договорите, затоа што со пред секоја работа со секоја државна институција или да потпишуваш договор, но договорот никогаш не се почитува. Договорот имаш рок 60, 90 дена, 120 дена и секоја компанија тоа си го планира, но никогаш не се придржуваат на тоа и никој не сноси одговорност. Грција. Како гледаат грчките бизнисмени на нас? Грција по потпишувањето на Преспанскиот договор имаше добра клима направено и доста компании меѓу себе почнаа да соработуваат. Во делот на зависи има таму два типа, луѓе што не сакаат и луѓе што не сакаат, но Зборуваме за бизнисмени. Да, за бизнисмените поголемиот дел се активни во делот, сакаат да соработуваат и секако ги интересира бизнисот, а не политиката. И тие треба да бидат на некој начин мост за премостување на разликите кои постојат во политичка природа. Се ли организирани тие луѓе? Грција како земја е има голем потенцијал, има пристаништето ни е значајно на нас. Ние сме зависни, можам да кажам, на еден начин од тоа пристаниште. Цела наша економија мислам дека се базира преку контейнерскиот превоз 92%. Така да. Во делот на градежниот сектор исто таму реално се потпишуваат договори, не се применуваат, имаме некои досвоење, но сепак како сектор мислам дека градежништвото во Грција не си имаат фокусирано на градежништвото и затоа толку брзо зајакна грчката економија после Имаат компании. Имаат компании. Сериозни компании. Сериозни компании, да. Од овие што работеа кај нас, како се вика? Неколку компании имаат сериозни и моментално грчката економија за која беа во најголемата криза се ослона на градежништвото, го вратија назад, ги намалија ДДВ-то за новите градби ги укинаа за 4 години. Такви некои мерки направија што градежништвото го ставија на прво место за да може цела економија да зајде. Затоа што ги влезе другите гранки. Точно така. Добро, мислам дека доволно информации пласиравме во јавноста за овој дел. Покрај патувањата што ја привлекува и што и чини задоволство на доктор Драгана Четриганец. Има и други работи. Да. Тоа е, например, прошетка во природа, Добро. спорт. Да, тоа мислам и искрено Чување деца. Тоа е со задоволство и верувам дека тоа е една од најглавните работи во животот. Да. Една работа искрено што треба исто, мислам дека во Македонија како јавноста да се направи надвор од бизнисот е тоа да се промовираат здрави навики. Значи Што значи тоа? Дека според мене треба да се забранат телефони во основните училишта воопшто. Или со закон да се каже, не знам која држава направи дека до 14 години не смеат да се користат телефони. Да се знае во однос на исхраната. Да се знае дека, например, да се направи образовниот систем, дека повеќе ќе бидат надворешни активности, нема да бидат децата само во внатрешно образование. Така да во
во тие здраве ментал хелт, значи ментално здравје, во последно време надвор од границите многу се фокусираат на тие работи, во јавноста се пласираат информации како да се го зачуваме менталното здравје, бидејќи со целото ова опкружување, мислам дека Имаме проблем. имаме проблем. Читањето е многу битно, значи во делот на да се чита на секоја тема. Последно ја читам како да одгледуваш здрави деца, паметни, да не паметни, да одгледуваш здрави деца. Потоа во делот на спортот, мислам дека тоа е исто, ќе се навратам повторно, е клучно прашање за сите генерации. Затоа што ако немаме здрава нација, за џабе зборуваме, затоа што ако се фокусираме на здравите навики и на спортот, многу помалку ќе не кошта потоа здравствениот систем понатаму кој што Добро, и тоа е. Драгана, во твојата генерација на луѓе, бизнисмени од твоја возраст со кои што комуницираш, постои ли критична маса за промена? Има На ова све што го зборуваме. Се зборува ли за тоа? Например, кај мене, младиве бизнисмени кога доаѓаат, се покритички настоени, меѓутоа не можеш да ги видиш на јавна сцена да зборуваат вака на ваков начин како што ти зборува. не можете за тоа што како поединец не можеш ништо да смениш. Ама имам стотина можности што може да ги искористи. Ние верувам дека секој од нас што збори вака, колку што може во својот сектор придонесува. Ама тоа треба масовно да се направи, како поединци не можеме да направиме. Јас мислам дека процесите се тргнати, треба да се поттикнат само, затоа што многу убаво рече во еден момент, кога ќе гледаме на работите, треба да гледаме на реалните работи. Не на предпоставките кои што кај нас кружат во секој момент и представуваат храна за населението. Со популизмот треба да Да завршиме. завршиме. Значи Јас тоа тоа мислам да кажам. економијата се базира на факти и документи. Не на рекла казала и тоа е за тоа велам, значи се уште сакам да Има верувам дека политичка- постои правна држава Так. во Македонија, иако последните неколку еве случаеви во Коморото што ги имам слушнато и во најблиско што ги имам доживеано, не поединци се над законите и владењето и над бизнисот, затоа што за мене бизнисот е света работа. Без неа нема ништо. Мислам дека од твојот досегашен ангажман преовладува некое чувство кај луѓето баш кога ќе разговарам со оценката дека се работи за стабилна личност, за личност која што за годините испорачува вредности кои што се за почит и така натаму, и дека пред тебе има долг пат да успееш и уште повеќе со фирмата, со државата и така натаму. Ти во своето кажување кажа дека се работи за една нормална фамилија која што нормално од Радовиш дојде во Скопје, направи тоа што направи, остави сериозен печат, ќе остави понатака и така натаму. Дали таквите личности заради тој капитал, заради тој, да речам, однос што го имаат, се 100% определени да останат во државата или кај нив постои некоја недоумица и некоја размислување за нешто повеќе? Председател, значи, секој, еве, ние како фамилија сме прва и втора генерација, некако да ги кажам. Значи, мојот татко се уште сака само во Македонија. Ја и мојот брат сме тие што одиме надвор од Македонија, затоа што доаѓаме до момент на дали да се го зачуваш мирот и да работиш на раат надвор од Македонија, или тука што и да направиш цело време да бидеш критикуван. Значи, моментот е да... А сега да речеме каде што работите во Србија и во Грција, сте изложени на определени притисоци или не? Секоја работа се носи своји предизвици, ама некако, значи, овде, во Грција ми кажа, за 10 месеци одобрение за градот. Во строгиот центар на Солун, заштитено подрачје и свето. И така се Точно на случи тоа. 10 месец излезе одобрението за градот.
Што се деси во Македонија? 18 години сме ние собственици на парцелата во општина Чеддар Каши Изгейт. Сме направиле доформување пред 12 години. Сме платиле 800.000 евра за доформување на маркицата, по ревидирање на новиот ДУП, тоа што ние сме го доформиле сега не важи. Зошто? Така одлучија намалија маркицата, затоа што да имаме поише светлост сите останати од другиот дел. А претходно истата таа општина има и градот има земено пари за доформување. И каде ти да гледаш тука логика и објаснуваш со факти нацртано таа и таа година толку сме платиле до оформување по основа на ДУП од едно друго, со новиот ДУП, тој целиот дел не постои на новата маркица. 800.000 евра 12 години, знаете што е тоа? Многу добро знаете, така? А како доаѓа, да речеме сега, до ревидирање на ДУП-от? Дали тука има задна намера? Значи, тој ДУП не бил функционален од некои причини и го ставиле повторно на гласање. Но дали треба, ако веќе ти си имал дооформување и си платил на државата, да биде доблесно и да каже, извинете, вие толку сте... Вие поминавте, завршено. Не си поминавте. Да, сме ми ги земале парите, ама ќе ви ги вратиме назад. Затоа што тоа време сте направиле доформување. Како доаѓа Адора до добри локации? Со истражување, со правење, значи во тој дел нема во Македонија немаме многу избор, значи и секогаш реално што прави Адора за да се заштити од дека нешто еве правиме ние цртаме маркици, секогаш купуваме со нацртани маркици. Претходно нацртани маркици и пред 10 на 15 години државата имаше многу добар систем на лицитација, се ја купуваш и почнуваш да градиш. Подобар систем од тоа не постоеше. Не. А зашо ги тие решенија кои што се покажале во праксата ги напуштаме? Епе тоа е викам затоа што немаме национална стратегија. Да. Меѓутоа, по ова што го слушам од тебе, не само национална стратегија, нас не треба сериозно истражување за причините кои што доведуваат до ваква состојба. Еве, јас одговорно тврдам дека Дора ние на локација нема купено и после има нацртана маркица. Секојаш ја купува со нацртана маркица. Дали од државата, дали од приватни собственици. Ама ево ова што кажуваш, ти се може да се рачуна како директен атак на вас. Така? Точно, да. И за среќа ние бевме доволно во тој момент јаки за тоа да го преживееме. Да беше некоја друга компанија помала, да имаше заземено кредит и свето, до сега немаше да постои. Немам дилема дека ако би бил во позиција да бирам и да кажам за иднината, дека би се осланил на такви личности како тебе и на таа генерација. Тоа е факт. Какви се твоите размислувања за понатак? Многу е причина следно. Само да кажам, значи, ако некогаш биле други целите, сега целите кои што гледаме дека се реално остварливи, се регионалниот развој, значи, да се врзиме регионален бизнес да направиме, да се приклучиме на евроатлантските интеграции и да одредени темелни вредности конечно седнеме и внатре ги разрешиме во државата и почнеме да работиме заедно. Дали тоа би допринесло и дали е тоа видното поле ваше дека е стварливо воопште или... Следните неколку месеци треба да се покаже дали ова на нашето општество има капацитет да се надмине над се и да продолжи брзо ефикасни практики за бизнисот да може да... Зошто наредните месеци? Затоа што после 3 години ако нешто се имплементира од сега, ќе биде касно. Мислам дека немаме време толку многу за чекање. Не знам вие како мислите на тоа? Јас мислам дека без разлика на све, дека треба да се утврдат со јавно-приватен диалог темелните вредности и тие да се имплементираат толку колку што треба, а се другото што ќе нанесе сериозни последици и финансиски врз државата и врз свет да се менаџира на начин на кој што ќе теретот падне на сите, затоа што ние не можеме да кажеме дека ова работа може да се исправи темелна вредност да смени за 3 месеца.
Или Не 6. темелна вредност, да се покажат сигнали дека одиме кон таму. Да. Тоа е Тоа- друго. тоа ми Добро, беше мене поентата, иначе за значи, тоа да прецизираме, значи да се покажат сигнали. Да се покажат сигнали едно по едно или да се направи агенда. Ова го правиме до тогаш, тоа до тогаш, тоа до тогаш. Да се знае дека сме почнали и дека одиме кон таму. И дека решението е од диалог. Така е. Не е никакво друго решение, не треба да се размисли. И секогаш треба, според мене, затоа што јас тоа сум го имала искуството пред 15 години, значи некој проект, државен проект, директно да се консултира тие што се засегнати и што го работат. Да. За купи куќи, купи стан, мене директно од Министерството за финансии ми се јавија после првата објава кои се маните што може да се подобри за тој проект. Затоа што кај нас доаѓа по 20 апликации месечно. Да. Значи, во луѓето кои што го работат тоа, што имаат предизвици во своето работење, тие да бидат дел од предложените решенија за како понатаму. Не може без ние на навреда, или човек од канцеларија без ништо да сработи надвор на терен, да знае кое е решението. Влегуваме во завршницата на разговорот. Од нас сигурно се очекува како одговорни и структурирани луѓе да кажеме определени решенија. Мислам дека во разговорот јасно беше ставено што е проблемот на функционирањето, дека е возможно тоа да се направи, дека сигнали мора да се пуштат одма за тоа за да се добие доверба, да не се губи време. Но сепак ние сме должни пред јавноста да кажеме завршница на нашите видувања, на нашите очекувања и така натаму. Моите очекувања во наредниот период се дека регионалното поврзување ќе стане доминантно, затоа што дефинитивно јасно дека овие се мали пазари, што остана на балканските простори, овие држави, и тие не можат сами да направат ништо, нити се интересни за едно или за друго. Инфраструктурата е многу битна, која што мора нарочито да се работи на железницата, која што е катастрофална состојба на Балканот, и да полека се изедначат домашните и странските компании, затоа што веројатно странските компании уште само на Балканот можат да уживаат вакви привилегии како што уживаат тука. Се слагам со вас комплетно. Него споменавме зголемувањето на извозот и намувањето на увозот. Тука да исто треба како компанија комората да направи на детална анализа и повеќе јавноста да се запознае со тоа што ние увезуваме и кај можеме ние тој увоз да го намалиме. Да се направи субституција. Субституција, тоа е исто многу битен момент. Ако сакаме една економија да ја развиваме, а сакаме, значи мораме да видиме каде можеме ние на домашен пазар да се произведуваме наши работи. И на времето имаше до промовирање на домашен производ и јас се уште верувам на таа дека треба ние компаниите, домашните компании, треба да се поддржуваме. На крајот неколку кратки прашања. Не гледате перспектива во науката. Лично. А обштествено неколку пати потенциравте дека е многу битен фактор. Јас мислам дека треба луѓето како вас да одат паралелно да действуваат на тој план, бидејќи искуствата покажуваат, бар моите, дека раздвоениот начин ова создава една празнина во перцепциите и погледите кои што после во работењето создава уште поголем проблем. Значи, комплетни личности кои што можат да направат и да понудат конкретни решенија и за имплементација из ова се тие што работеле во јавниот и во приватниот сектор, тие. Бар така се моите искуства, не знам дали сум го прав. 100%. И тоа треба да стане некаква политика која што треба да се не треба да се губи време едноставно, треба да се прави тоа што е таа врска меѓу бизнисот и науката мора да стане секојдневие, кое што уопште не ќе треба да се дискутира, него да се спроведува максимално. Да. Да, треба некако повеќе пракса да се воведе и повеќе практични кейс стади, реални примери да се учат во образовниот систем, отколку само со сувопарни материјали. Ако
не го поставам ова прашање, сигурно ќе ме прашуваат луѓето. Што е со банкарскиот сектор? И сега добро. Супер си банкарскиот систем во Македонија, добро направи добар потек во моментот на мораториумот кога бевме принудени да станеме со градежништвото. И тоа е тоа како ќе се навратам на реченицата повторно. Ако можностите не зачукаат на вратата, изгради нова врата. Така ние изградивме нов сектор, влеговме не само во комерцијална банка, ние влеговме во неколку домашни компании со купување на акции. Затоа што во тој момент тоа беше единствено решение за Адора да опстане да опстане како компанија, да не затоа што тој беше некој природен момент, но во Македонија банкарскиот сектор е стабилен и верувам дека така и во иднина ќе биде. Какви се искуствата? Позитивни. Позитивни. Да. Што може Драгана Чифлиганец да ни каже за цената на становите за наредните 5 години? Драгана, во цената на становите од првиот момент како што е влезена во тој бизнис во 2007 година до денеска и со истото се занимава, а тоа е дека цените ќе паѓаат. Ќе паѓаат. Така вика цело време. Сите се расправаат. Ти викаш или ти презентираш нешто што Јавноста вика дека цените ќе паѓаат. Добро. И не, тоа не се десило веќе 18 години. Добро. Цените само одат нагоре, затоа што за градежниот сектор, за цените да паѓаат, треба да имаме ние поевтини материјали. Поевтини материјали не може да имаме затоа што железото, бетонот со берзовски цени. Дали во Љубљана, кај што е 6000 евра квадрат во центарот на Скопје, дали во Скопје, во центарот на Скопје, железото, трошокот на железото исти. Не може во Љубљана да биде 6000 евра, кај нас да биде 2000 евра и на тоа да очекуваме дека ќе биде како пред 20 години 900 евра. Значи, градежништвото зависи од извозни материјали кои што се користат во цел свет. Да не ќе начинам и темата што околу за жал има многу војни, што тоа свет треба да се реконструира и да се направи. Така да железо, бетон, што се основни материјали за градежништвото, е суровина која што ние сами во Македонија не можеме да си ја направиме. Значи, прогнозите твои се дека во наредните 5 години, после 5 години, цената на становите ќе биде уште повисока. Точно. Така е? Да. Дека ќе биде на ова ниво, сигурно, и не зависи од нас, зависи од цената на материјалите кои што ние не ја диктираме. Второ исто ќе кажам цената на транспортот. Материјалите во Кина во мое време, во најдобрите времиња кога Дора градеше по 500 стана годишно, 900 евра беше контејнер од Кина. Денеска колку е? Во еден правец без пари даваат кинезите. А во другиот колку? Па ќе наплатат. По 10.000 евра. Да. Пред некое време стигна и по 13.000 евра контејнер. Значи само превозот е 10 пати повеќе од пред неколку години. Како можеме да очекуваме? Што ќе им сугерирате на македонските граѓани кај да купуваат акции доколку имаат слободни средства? Ако имаат слободни средства да инвестираат во сопствен бизнис, не мора да купуваат акции. А ако сакаат да купуваат акции? Има ли сериозни компании во Македонија во кои што вреди да се вложи? Секако компаниите што имаат, освен банкарскиот сектор, значи има компании што имаат доста голем извоз што прават од надвор од Македонија и тие И се на берза? Се на берза, да. И тие компании се солидни и постојат со години, верувам дека тоа е нешто што е на долг рок исплатливо, но за берза треба да се знае дали сакате да играте краткорочно или долгорочно. Тие се двете прашања што сам себе човек треба да си ги постави. Ти си ги постави? Јас знам дека на берза играш со пари кај што не ти се круцијални во животот. Значи мора да имаш главен бизнис, а тоа да ти биде спореден бизнис. Ако сакаш само или да играш само со добивката. Или да играш само со добивката, ако човек сака само од берза да живее и лесно да живее, според мене тоа долгорочно не е. Јас така долгорочно не го гледам тоа. Нашата соработка продолжува понатака. Ние вакви разговори водиме, ако не секој дневно, еднаш неделно.
и имаме заеднички становишта, денеска ги презентиравме пред јавноста. Мислам дека гледачите ќе бидат задоволни од тоа. И наредниот пат кога ќе се видиме, би посакувам уште поголеми успеси на сите полиња. И во основниот бизнис, и во другиот бизнис, и во личниот живот и така. Благодарам на поканата, ми беше задоволство и се надевам дека ќе поттикнеме да се развиваат некои мали бизниси, нови економии и да се младите луѓе да се поттикнат на дисциплина и на работа, да не мислат дека све е со лесно и, И да со брзо. афирмираме вакви личности како вас. Да младите Благодарам. се огледуваат и сакаат да го постигнат тоа што го имате вие постигнати. Младите сакаат само тоа надвор што се гледа. Да. Позадинскиот дел многу ретко го знаат и многу кога ќе го доживеат, тогаш викате, ама така ја не мислев. Значи, зад секој успех има многу жртвување и многу работи што не се гледаат, но вредат човек на крај на ден вреди да потроши време и енергија за да создаде добри дела.